Американските гласачи го избраа Доналд Трамп за председател првенствено за да ја поправи економијата. My economy was much better under him than it is now. It's important for him to get back in office, for me to help our economy to get back to where we were. Но економијата што ја наследува Трамп денес е сосема поинаква од онаа што ја наследи од председателот Барак Обама пред 8 години. Trump took office in 2017 amid a relatively benign economy. There had been slow but steady growth out of the Great Recession, which ended in 2009. And Trump caught that wave. So that was a period of relatively low inflation. Job growth was improving. Исто така имаше бум во хидрауличното производство на нафта и природен газ од шкрилци. Сметките за газ на потрошувачите се намалија. Некои имаа користи од даночните намалувања на Трамп во 2017 година. Our economy is the envy of the world. Perhaps the greatest economy we've had in the history of our country. Но потоа дојде глобалната пандемија во 2020 година, која тешко ја погоди американската економија и предизвика највисока инфлација од 1981 година. Председателот Џо Бајден пред крајот на неговиот мандат го бранеше справувањето со закрепнувањето. And all told, in 4 years, we've created 16.6 million new jobs, the most of any single presidential term in history. Но потрошувачите се уште се незадоволни и аналитичарите велат дека пандемијата можеби нанела долгорочна штета. COVID changed things in ways that I don't know if they're permanent, like they're going to be here forever, but they changed ways that are definitely affecting the economy today. Тие вклучуваат повисока инфлација и експлозија на националниот долг, што би можело да му отежне на Трамп да ги повтори даночните намалувања или со тоа што ќе донесе легислатива која ќе го зголеми дефицитот. Значи, економијата измина долг патот како Трамп ја напушти функцијата пред 4 години. Trump is inheriting a good economy, there's no doubt about it. We've got, job growth just continues to surprise everybody. We had another blowout employment report for the month of December, and inflation has been coming down. So the trends are going in Trump's direction, and the main challenge for Donald Trump is just don't blow it, man. Многу економисти стравуваат дека неговите предложени зголемувања на царините за Кина, меѓу другото, би можеле да го направат токму тоа, да ја зголемат инфлацијата. Покрај тоа, критичарите велат дека неговиот план за масовна депортација на недокументираните имигранти може да го попречи растот. А тука е уште еден фактор – климатските промени. Certainly, we are seeing a lot more consequences of climate change, and they're a lot more palpable, I think, to people even than they were 8 years ago. Помислете само на смртоносните шумски пожари во Лос Анџелес или разорните поплави во Северна Каролина минатата година. Вакви катастрофи можат да влијаат на економијата на многу начини, од уништување на земјоделските култури и инфраструктура до нарушување на синџирите на снабдување. Some of these things tend to be local, regional, state issues, but ultimately financial liability can end up on the federal government's doorstep. И додека гласачите со нетрпение чекаат Трамп да ја размрда економијата, порака за предпазливост.